Лошо образование, нефункционален систем, политичка нестабилност. Зошто да се остане во Македонија? Младата прилепчанка, 24 годишната Анастасија Бошковска, која студира и работи во Норвешка, пред неколку години се заминала од државата. Разочарана зашто тука нема никакви можности за младите. Најмногу заради системот, заради лошиот квалитет на образование. Некои кажуваат дека е и менталитетот, тоа е нели персонално, субјективно, и политичката ситуација во Македонија, која што веќе со години се знае дека не е баш стабилна. Таа додава дека како помлада не сакала да си оди, но тоа подоцна се променило. Јас кога бев помала, постојано кажував дека сакам да останам дома, и секогаш кога ќе го кажев нештото, сите само ме охрабруваа да си заминам. И многу ретко се случуваше да запознавам некој кој што ќе ми кажеше не, остани тука, направи подобра иднина. 34 годишниот велешанец Ѓорги Стојановски пак раскажува дека си заминал за САД пред 12 години. Таму живеел неколку години, потоа се преселил во Франција. Во 2018-та кратко се вратил во татковината, за во 2019-та да замине во Германија каде што е сега. Вели дека бил принуден да замине затоа што не гледал просперитет, а се нашол во ситуација кога морал да помогне на своето семејство за да преживеат. Јас сум со еден родител, значи без татко, кој изгубив на 13 години. Од кога го изгубив него, ситуацијата многу, животот многу ми се промени, почнав да размислувам многу како да речем, како многу постар човек. Морав да се грижам за фамилијата и гледам на секој начин, значи ние да обстанеме, да преживееме, не секој ден да го преживееме, пошто мајка ми со една плата која тогаш беше многу смешна, сега е многу смешно. Тогаш беше стварно човек да плаче, значи во секоја смисла на зборот, не можеше да се преживее со 6000 денара. Анастасија и Ѓорги се двајца млади кои заминале од татковината и не планираат да се вратат за скоро, зашто не гледаат услови за тоа. Во последниве години од државата се иселиле 77.000 млади лица. Според универзитетскиот професор по социологија Златко Жоглев, ова е алармантно предупредување дека Македонија може да стане држава на пензионери. Прво загуба имаме тука на материјални средства, на човечки капитал, бидејќи во тој капитал човечки е вложено тука со децении. Една работа е, тоа е првата работа, втората работа демографски. Бидејќи тоа се млади луѓе кои се во фаза на репродукција или имаат деца или се во фаза која ќе создадат деца. Така што тие ако одат таму во странство, си одат со се децата и ние остануваме тука со популација која што е по возрастна популација. Според професорот, младите мора да видат надеж дека може поинаку. Во спротивно, работите нема да се променат. А за тоа да се случи, Жоглев вели дека армијата, лекарите и учителите треба да бидат најплатени во државата, а корупцијата да се изедначи со велепредавство.